Дводневна обука за финансиско познавање наменето за земјоделците, а се со цел за финансиска поддршка. Проектот Инклузија и иновација во микробизнисот е поддржан од USAID и е во соработка со неколку кредитори кои ќе им помогнат преку кредит да се дојде до апликација за ИПА фондовите. Проектот трае до септември 2018 година, со што се очекува да организираме дополнително уште 15 обуки. Со земјоделците ни помагаат и други земјоделски организации, земјоделски здруженија. Моментално добиваме поддршка од земјоделскот од Здруженијето Агрофаланга од Велес и агенцијата јавното претпријатие за стопанисување со пасишта. Обуката ќе трае денес и утре и очекуваме луѓето да се стекнат со некои основни познавања од областа на финансиите, нешто што ги интересира повеќе нив, цена на чинење на производ, како да го продадат тој производ, дали е исплатливо за нив, но за земјоделците опфаќаме некои теми што се и поспецифични за нив, например осигурување во земјоделие и здружување опфаќаме деломно еден концепт, ги опфаќаме земјоделските кредити, нешто што на овие луѓе може да им биде доста од корист. Новиот ИПАР предвидува финансиски планови, но земјоделците не се во можност истите да ги изработат. Поради ваквите состојби, сета потребна документација ја подготвува Агенцијата за поддршка на земјоделието. Ова обука е како да стигнат до финансиски средства. Доколку немаат или имаат дел од тие финансиски средства, како да ги надополнат другите. Значи, едукацијата наша ќе биде сега, значи нас да не едуцираат, како ни помогне земјоделците да стекнат кредитен лимит од некојаси од банкиве, фондациите и под кои услови, како да стигнат тие средства и како да правилно да ги вложат. Значи, пред програмата поддржува многу средства, мислам многу мерки во делот на механизација, во делот на изградба на штали, и така на така. А земјоделците не се со куповна моќ толкава, така да ние им стоиме на располагање, значи заедно со кредитните компании што ќе бидат вклучени, како безболно земјоделецот да стигне до тие средства. Во Гостиварско има 3500 земјоделци, а околу 50 аплицираа за претходните ИПАР фондови. Поради ваквите резултати, започна едукација во 15 градови во Македонија, а вкупно ќе има 30 едукации.